Почитувани присутни, почитуван господин Јутков, министер за култура и туризам, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, почитувана заменик градоначалник на општина Велес, почитуван председател на Советот на општина Велес, почитувани советници, припадници на армијата на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи сектор Велес, почитувани професори, почитувана академик доктор Јовавкова, почитувани членови на организационот одбор и жири комисијата, почитувани поети и останати гости. 83 години од гаснувањето на Рацин, 63 години Рацинови средби и цела една вечност испишена во македонскиот здив. Постојат луѓе чие време завршува со нивниот живот, но постојат и великани што стануваат дел од колективната меморија на еден народ. Кочо Рацин е токму такво име што не припаѓа само на историјата, туку и на сегашноста и иднината на Македонија. Неговите стихови и денеска одекнуваат одеднакво силно. Во нив се запишани болките на народот, борбата за достоинство, љубовта кон човекот и непокорот пред неправдата. Токму затоа Рацин не е само поет. Рацин е темел на македонската култура, јазик и самобитност. За Велес Рацин е повеќе од спомен. Тоа е чувство на припадност и гордост што не се пренесува од генерација на генерација. Неговото име живее во секоја Рацинова средба, во секој стих, во секој обид да го сочуваме и возвишиме македонскиот збор. И ова година, преку бројни културни, литературни, научни и уметнички содржини, повторно се обединивме околу вредностите што ни ги остави Рацин. Слободната мисла, човечноста и љубовта кон татковината. Упатувам искрени честитки до добитниците на Рациновото и почесното Рациново признание. Вашето творештво придонесува и продолжува на она искра што Рацин ја запали пред децени и која уште гори силно на македонската култура. Денес, повеќе од кога било, наша должност е да ги чуваме она што не определува како народ. Македонски јазик, култура, историја, идентитет. Да го чуваме словото недостоинствено и достоинствено што во словото го носи. Нека Рацин продолжи да биде нашата совест, нашата инспирација и нашиот патоказ. Рациновата средби место каде што минатото и иднината се среќаваат преку моќта на зборот. Нека е вечен Рацин, нека е вечна Македонија.